Добро вечер на сите. Еве се приклучуваме тука во живо од салата Македонски бранители во Берово. Како што знаете, денес се одржуваат полуфиналните надпревари од работничките спортски игри Берово 2022. Во првиот надпревар кој што почна од 16 часот играат екипите на угостители и обложувалници и екипата на гранична полиција. Следниот надпревар е помеѓу екипата на општина Берово и АРСМ Гарнизон Штип. Значи, ова ќе биде интересен надпревар. Огромен интерес побудија овие работнички игри оваа година, како што можете да видите, на секој надпревар, на секој ден кога се игра, има голем број на публика. Салата е исполнета. Овие работнички игри можеме да спомнеме дека се како загревање за вечерашниот дуел, како што знаеме сите, на нашата репрезентација Македонија против Италија, која започнува, еве сега шанса, аут за граничната полиција, екипата од граничната полиција. И да се надоврзам, како што знаете, вечерва следи дуелот за квалификации на светско првенство, каде што Македонија ќе игра против Италија во Палермо. Овие работнички игри токму се добре дојдени за фудбалската вечер, која што не очекува. И еве шанса. Тактизираат и двете екипи. Војни на теренот. И обид на екипата од граничната полиција, но завршува топката високо над голот. Еве еден обид на момците од екипата угостители и обложувалници, но
не ја погодија целта. Еве еден поздрав до сите кои што не гледаат, поздрав дечки. Навистина атмосферата е тука добра. И еве шанса и 1-0. 1-0 за екипата на гранична полиција. Поведуваат со 1-0, па можеме да напоменеме дека навистина екипата на гранична полиција досега се покажа како една од најквалитетните екипи со само еден пораз во досегашните надпревари од работничките спортски игри. Еве сега победуваат со 1-0. Еве сега шанса и дали ќе биде 1-1 промашуваат. Одлична шанса за да го изравнат резултатот екипата на обложувалници и угостители, но останува резултат 1-0. Еве започнува 8-та минута да се игра на премерот. Еве го Бојчовски сега, дали ќе биде фаулиран е Бојчовски. Повторно фаул. Притисок на екипата на угостители и обложувалници последните 2-3 минути, да видиме што ќе испадне од тоа. Повторно се во напад, по страна и сега но не погодуваат.
тайм-аут пребара екипата на угостители. Значи Драган Станковски не прашува кои играат, моментално Драган играат екипата на угостители и обложувалници и гранична полиција. Резултатот е 0-1 за гранична полиција. Сега одлична шанса за гранична полиција, но топката е по аут. Како што рековме, интересот за овие спортски работнички игри во Берово оваа година побудија интерес кај многу граѓани и многу спортисти кои на времето спортуваа во нашиот клуб Малеш. Еве подолу имаме значи фанатици на фудбалот кои што до ден денес се занимаваат со фудбал, гледаат и даваат огромна поддршка на овие спортски работнички игри. Еве сега мала расправија меѓу мајцата играчи, но сепак завршува 4-2 во напад. Гранична полиција, еве познатијата градска фаца Тони, голманот, кој секогаш знае да ја распланти атмосферата туку. Еве сега пресекуваат дали тоа беше претходно фал. Еве го Тони и Тони спасува. Тони Пит ја спасува екипата на угостители за да не прима втор гол. Врста игра, еве го Горан Брнџевски, дали ќе шутира или ќе додаде, но не се да разбра малце со неговиот колега Арменски. И што кажав, и што сакав да кажам, драги пријатели, на времето во Малеш играа одлични момци. Нели го памтите брзоногиот Тимче Дујовски? Што ќе кажете за него? Па еден Перица, Дамјан. Тоа беше генерација спортска. Се обидуваат екипата на угостители и обложувалници некако да го совладаат голот на противниците, но малце тешко им оди. Уште минута и пол до крајот на првото полувреме. Резултатот е 1-0 за тимот на гранична полиција.
Zabojčevski, no ništa. Čubija Janovski, no za malce, opasno beše. Крај на првото полувреме помеѓу екипите, првиот полуфинален надпревар помеѓу екипите на угостители, обложувалници и гранична полиција. Со резултат моментален 0-1 за гранична полиција. Навистина во првото полувреме видовме цврста игра и на двете екипи, па се надеваме дека второто полувреме исто така ќе биде поинтересно и повозбудливо од првото. Еве можете да видите, значи салата е преполна. Поздрав до сите што не гледате. Видите колку само е салата полна. Интересот е значи голем за вакви случувања. Перово знаеме дека во последно време, во последните 2-3 години, нема ниту спортски, ниту културни настани, аде што луѓето се желни за тоа. Па се надеваме во иднина дека во најскоро време ќе почнат да се организираат било какви културни, спортски настани во нашиот град. Можете да видите почеток на второто полувреме. Одлична шанса за Бојчовски, но надвор од голот. Сега шанса. Аут за екипата на гранична полиција.
Одличен шут на екипата на угостители и обложувалници, но сепак топката над голот. Еве го Бојчовски нешто со судијата тука се договара, да видиме што ќе биде на крајот. Брндевски но високо над голот. Поздрав до сите што не гледаат, па и до нашите кои што се надвор од Берово и Македонија, посебно до Васко Нешовски. Поздрав Васко, комшијата. Еве го Бојчовски. Еве сега дали ќе шутира и еве го! Еве, од еден одличен шут екипата на угостители и обложувалници изравнуваат резултатот 1:1. Навистина интересно второ полувреме, како што најавивме. Еве и Васко Нешовски, комшијата не поздравува од Данска. Поздрав за сите наши луѓе, каде и да сте. Да се вратиме на преварот. Аут за екипата на гранична полиција. И да видиме што за малце гол. Дали ќе шутираат, одлична шанса на екипата на гранична полиција, но топката излегува нестрекно во аут. Еве го Бојчовски, еве го и Јановски, Бојчовски комбинација, да видиме, но сепак топката е во аут. Еве ги Бојчовски и неговиот колега, цврст надпревар. Ајде. И да видиме. Имаше еден контакт тука, дали судијата ќе суди фаул, но сепак е аут. Тајм-аут побара екипата на обложувалници и угостители. Еве таму нешто се случува со Бојчовски, дали со судирот од колегата од граничната полиција, но сепак се е во ред. Поздрав до Драш, што го даде најубавиот гол на првенството.
направи и Арменски во еден дуел, беше повреден, па да видиме сега. Киријански влегува во игра, да видиме што ќе направи Киријански. Еве го сега Јански во напад. Повторно во напад екипата на гостители обложувалници. И да видиме сега пресечена топка, гранична полиција шутира, но тука е Тони Пит. Остар старт пред Тони Пит, голманот на екипата на угостители и обложувалници. Спаси одличен гол повторно. Досуден фаул за екипата на угостители и обложувалници. Или сепак аут. Аут. Далеку напред и да видиме сигурно ја земаат топката екипата на гранична полиција. И еве сега одличен шут и поведува екипата на угостители и обложувалници со 2:1. Пресврт на утакмицата и целото второ полувреме можеме да кажеме дека топката е во осет на екипата која што моментално поведува со 2:1. Тоа се угостители и обложувалници. Еве го Дујовски тука со број 13 од граничната полиција. Навистина прекрасна спортска вечер. Верувам дека тоа ќе ви дојде како добре дојдено за вечерната утакмица меѓу Италија и Македонија. И да видиме сега, еве го Јановски шут, дали ќе шутира, сепак не. Тука е Бојчо. Прекрасна шанса и одлична акција, но топката завршува надвор од голот. Сега вака, добиваме пораки. Да ја поздравиме и организацијата на овие настани. Еве сега одлична шанса, но шутира Дујовски, но сепак топката е во корнер. И како што спомнав, имаме пораки од наши гледачи и читатели, да ги поздравиме организаторите на овие работнички спортски игри. Сепак, после пауза од 2 години, тоа е добро што се случува во градот. Имаат многу луѓе и некои забелешки, но се надевам дека ќе се реши тоа. Еве сега да видиме екипата на
само корнер за екипата на угостители и облажувалници. Повторно корна, за малку ќе имаше гол во соседната мрежа на играчите од гранична полиција. И да видиме дали ќе шутира. Одлична одбрана, но Димовски не успеа да го совлада голманот на граничната полиција. Уште 4 минути до крајот на надпреварот. Резултатот е 2:1 за угостители и облажувалници. Но има да се игра и да видиме што ќе дојде се крајот на оваа утакмица. Брндевски избива во аут. Поддршка и за најдобриот полис офисер Панче Симески во целиот град. Сега Бојчовски едноски напред, што ќе над Бојчовски шутира и дали ќе има гол? Сепак нема среќа Бојчовски. Многу истрча, но среќата не е на негова страна. Браво Бојчовски. Еве го Бојчовски. Уште една шанса, Искрен Димов погодува Малници постигнуваат и трет гол. Резултатот е 3:1. И неполна минута до крај. Влегува на надпреварот и дечкото по име Гаго. Еве го Тони Пит повторно одбранува. Гаго со голема поддршка за својот тим влегува во игра. Еве го Гаго сега во крај на надпреварот, значи екипата на угостители и облажувалници со победа од 3:1 се приклучува во финалните средби, во финалната средба која ќе се одржи во четврток.
интересно тука во самата македонски владика. Втората утакмица е помеѓу АРСМ Гарнизон Штип и Општина Берово. Навистина овие две екипи досега се покажаа добро издание. Па ќе видиме оваа вечер во втората полуфинална утакмица кој ќе оди понатаму.
Еве сега се враќаме повторно на почетокот на втората утакмица од работничките спортски игри во Берово 2022 година. Овој пат на втората утакмица се среќаваат екипата на општина Берово и армијата на Република Македонија, гарнизон Штип. Почеток на надпреварот. Први топката ја имаат екипата на општина Берово. Тука е Аврамски и на голманот. Екипата на армијата. Пари ке шутира. Одличен шут, но сепак завршува. А Аврамски е топката. Враќа назад до Печински. Еве го Арменски. Ој ја губи топката. Напад екипата на армијата. Шутот далеку, но високо над голот завршува оваа топка. Печински ја има топката во напад екипата на општина Берово. Печински без Зипровски, но не прецизно удар удалени. Еве сега шанса да видиме дали ќе од тука сепак Пановски одбранува одлична шанса на екипата на армијата. Дали ке шутира, еве одличен, но тука е Печински. И дали ке шутира, армијата има одлична шанса, но тука е Печински, спасува Печински одличен гол. Аут за екипата на општина Берово. Еве го Арменски, да видиме. Арменски ја губи топката.
голманот на екипата на Армијата, гарнизонски одбранува. Арменски пресекува топка, арменски е тука до Зифовски, но пресечена еве го Битовски. Навистина, многу чврста игра и на двете екипи, шутира и статива. Шутира, но ја погаѓа стативата. Одлична игра, шанси на двете страни. Одличен надпревар. Атмосферата се вжештува. Еве го Шонтески додава, но тука е Зифовски. Еве го Арменски доблик. Гриолски не успеа. Остануваат во напад екипата на општина Верово. Навистина квалитетна екипа. Исто како и момците од Армијата на Република Македонија. Еве таму борба меѓу Печински и Кушевски, Гриолски. Кај Гриолски е топката. Гриолски што ќе направи? И фаул на Гриолски. Екипата на Армијата на Македонија гарнизонски победува со 1-0 со одличен гол од далечина. Беше совладан голманот Мановски. 1-0 победува екипата на момците од Армијата на Македонија гарнизонски. Еве сега во напад општина Верово. Тука е Зифовски. Дали ќе шутира? Шутира Зифовски, но за малце. Најверојатно ќе биде корнер. Биковски шутира, сепак голманот одбранува. Навистина чрез надпревар, борбен надпревар. Одлична борба за секое освојување на топката, за секое поле од теренот. И да видиме. Одлично додавање од екипата на момците од Армијата. Еве го Скендерски, до Аврамски, Биковски, до Гриолски. Гриолски сепак не ја прифаќа топката. Шонтески тука, да видиме. Еве го Шонтески во напад. Избиена топка. Еве го Кушевски. Тука пресекува. Еве го Скендерски, дали ќе има гол? Но нема гол. Нема гол. Одлична шанса за екипата на општина Верово. И да видиме Кушевски и Биковски. Сепак Гриолски малку невнимателен. за екипата на
пресекува одлично топка. Во напад екипата на Армијата. Обид за шут кон голот на Општина Берово. На момците на Општина Берово, но топката надвор од голот. Гриолски ја има топката, додава до Биковски. Биковски не успева да ја задржи и сега направен е фаул. Биковски прави фаул. Одличен шут и одлична одбрана на Мановски. Напред таму по Наврамски не може да го пронајде. Сепак аут за момците од Општина Берово. Биковски додава кон Скендерски. Скендерски ја испушта топката, сепак остава Биковски. И да видиме, еве го Скендерски. Еве го Арменски, па до Аврамски. Шутира Аврамски. Но ништо. Гриолски таму цврсто против својот колега од другата екипа. Но сепак топката е во рацете на екипата од Општина Берово. Одлична игра на Шартевски, можеме да спомнеме. И не успева тука, сепак топката е уште кај него. Еве го Шартевски. Навистина борбена игра и на двете екипи. Нинчовски влегува во игра во екипата на Општина Берово. Еве го Скендерски до Зифовски. Зифовски. Фаул за екипата на Општина Берово. Негодувања од играчите на Армијата на Република Македонија. Додавање кон Арменски, но не успева да ја прифати топката. Во напад тргнуваат фудбалерите од Армијата, но сега Мановски напред кон Зифовски. Зифовски има шанса, шутира. Криолски е тука, но голманот на екипата на Армијата се покажа во најдобро светло оваа вечер. Сепак топката е во аут. Еве го Скендерски тука ќе изведува аут. Тука е Нинчовски. Напред кон Зифовски, но недоволно прецизно. Еве го Шонтецки тука ќе шутира, дали ќе шутира и шутира, но надвор од голот. Уште неполни 10 секунди до крајот на првото полувреме. Еве сега Арменски оди во напад, дали последниот напад ќе го има Арменски, еве го Зифовски, но цврста одбрана на екипата на Армијата на Република Македонија. Еве, тука е крајот на првото полувреме со резултатот 1-0 за екипата на момците од Армијата на Република Македонија, Гарнизон Штип. Навистина интересна игра, цврста игра и на двете екипи.
Ќе видиме во второто полувреме како ќе се одвиваат работите. Како што можете да видите, тука се присутни огромен број на граѓани од Берово и Малешевијата, надвор паркингот пред гимназијата Ацо Русковски и пред салата тука е полн со автомобили. Значи, навистина голем интерес, како што можете да видите, големо присуство на луѓе од Берово и од сите други населени места. Навистина прекрасна спортска вечер. Како предигра се овие работнички спортски игри во Берово за вечерашната утакмица за квалификации за светското првенство, која што се игра помеѓу Италија и Македонија. Почеток е во 20 часот и 45 минути. Еве го Брандевски тука, Драво Брандевски, претходно добро изигра за екипата на угостители и облажувалници. Bad boys, what you gonna do when you come for you? Bad boys, what you gonna do when you... Еве го Славчо горе со неговиот скорошен навивач за исти клуб. Славчо е позната фаца во Берово. Поздрав до него и сака да ги поздрави сите гледачи. Еве веќе се на терен играчите во очекување сме на второто полувреме од втората полуфинална утакмица помеѓу екипите на општина Берово и армијата на Република Македонија, гарнизон Штип. Резултатот е 0-1 за армијата на Република Македонија. Момците од гарнизонот Штип навистина покажаат цврста игра. Почеток на второ полувреме. Одличен шут и статива, одличен шут за екипата од гарнизонот Штип. Арменски во напад, но сега тука досуден е фаул за екипата на општина Берово. Слободниот удар ке го изведува Даме Аврамски. Еве шут на Биковски до Арменски, но топката е во аут. Екипата на момците од армијата на Македонија тренуваат во напад цврсто. Одлична шанса имаше општина Берово. Еве да видиме
Abramski, повторно назад на Диего Абрамски. Opština Berovo izravnava rezultatom sa golom na Ninčevski. Ninčevski postignula gol i сега станува уште поинтересно. Печински напред към Абрамски. Но все пак и напад за непрецизно. Корнер ќе биде за екипата на Општина Берово. Сепак корнер за екипата на Општина Берово. Судија ме питате кој е? Судија е дечкото што не е и доктор и судија. Значи имаме си и доктор и судија, две в едно. Браво. Еве до сега Арменски, дали ќе стигне Арменски? армијата на Македонија.
Навистина интересна игра на овие две екипи. Се покажаа и во досегашните надпревари од работничките спортски игри тука во Берово, дека се добри и двете екипи. Мислам дека има само по еден пораз. И еве сега, чврстината и на терен со резултат 1:1. Добра и Рима има тука чврстината на терен со резултат 1:1. Случајно, еве започнува второто полувреме. Мисла продолжението на второто полувреме. Еве 7,5 минути се игра до сега, уште толку има до крајот, пак ќе видиме на крајот кој ќе излезе како победник. Виковски пресекува тука. Виковски пожртвуваме во својот тим и сепак на момците од Горнизонски. Дали ќе шутира? Еве го Арменски. Посуден е фаул на Арменски во напад екипата на Општина Велика. Дамјански. Еве го Нинчовски, Болова некај Рамски, Дамер. На Шонтевски, повторно во напад, Душевски напред. Траѓаат екипата на момците од армијата на Македонија. Павлевски влегува во игра од екипата на Општина Берово. Еве го даме тука и досудене фаул за Аврамски. Како и секогаш искусниот Аврамски е тука покрај топката. И гол! Малце гол. Меѓу Гриоски и судијата ќе биде опоменен дека уште еднаш ако направи вака ќе биде исклучен 1 минута. Тука и да видиме дали има. Одлично. Цифарски исклучен. Напред. Одлична можност има момците од армијата. Дали ќе има исклучување? Да видиме. 2 минути исклучување. 2 минути.
Одлична атмосфера тука во селата македонски бранители во Берово. Гриовски кон Арменски. Да видиме што ќе се случи. Еве го Гриовски. Назад кон голманот. Еве еден дуел, Зиповски паѓа на земја. Се комплектираат момците од армијата на Македонија. Во напад топката е кај екипата на општина Берово. Да видиме Аврамски тука, топката е во аут. Арменски, направен е фаул врз Арменски. Обид на Печински со шут од далечина, но високо над голот. Еве го Арменски, одличен Арменски, но сепак аут за општина Берово. Аврамски назад кон Нинчовски. Нинчовски повторно кон Арменски, но одличен шут, но надвор од голот. Еве го сега, дали Скендерски ќе успее, но не успева Скендерски. Еве некој се жали тука на повреда од екипата на армијата на Македонија. Што се случува тука, да видиме дали е некоја поозбилна повреда, но не верувам, добро е. Сепак добро е, се поминува во најдобар ред. Еве го последниот напад. Навистина прекратна атмосфера, фаул врз Арменски. Значи резултатот
1:1 во регуларниот дел од надпреварот и како што не информираат, тука ќе се игра одма пенали. Да видиме кој е вториот учесник во финалет. Ке има шутирање на пенали на надпреварот помеѓу општина Берово и момците од армијата на Македонија Гарнизон Штип. Резултатот 1:1 на вистина прекрасна утакмица, чврста утакмица, квалитетни екипи и двете. И ке има шутирање на пенали. Играчите се спремни и на двете екипи ќе се шутират пенали. Први ќе шутираат општина Берово. Значи прв ќе шутира Арменски од општина Берово. Да видиме дали ќе погоди. И промашува. Од статива погодува Арменски. Штета за екипата на општина Берово. Да видиме, еве го Шонтевски тука. Ке шутира за екипата на момците од армијата Гарнизон Штип. Да видиме дали ќе погоди. И погодува, победува. Публиката во еуфорија, еве видите што се случува. 1:0 победува екипата на момците од армијата и еве го Зибовски ке шутира. Дали ќе погоди? И одлично Зибовски, 1:1. Одличен гол и победува екипата со 2:3 на армијата. Ке шутира сега Аврамски Даме. И промашува Даме, погодува статива. Екипата на армијата на Македонија Гарнизон Штип победува на овој надпревар со шутирање пенали. Беа подобри од одличната екипа на тимот од општина Берово. Навистина интересни два надпревари оваа вечер. Само да ве подсетиме дека ќе се игра за трето место во понеделник, а во четврток е големото финале тука на работничките игри со почеток од 18 часот помеѓу екипите на угостители и обложувалници и армијата на Македонија Гарнизон Штип.
Навистина прекрасна вечер и ви најавуваме вечерва да гледате фудбал и да ја бодриме нашата Македонија против Италија за квалификации за светското првенство. Се одјавуваме од спортскиот центар Македонски бранители во Берово. Останете со здравје и пријатна и убава вечер на сите.